Dobro večer, Balkanska. Biljana Gobaraš je kandidatот za Štip. Evo kandidatот za Štip. Тука сум пред вас. Јас мислам дека Балканска се наоѓа во Štip, во близината на Štip. Štip се наоѓа во Република Македонија. Štip представува бастион, Ерусалим, се тргнува од Štip. Кога во Štip ќе се прекраши работата, тогаш се знае кој е победник во Македонија. Ама очигледно дека за ВМРО ДПМН ова не важи. Зошто не важи? Затоа што денес е петок, утре е последен ден да го извадат кандидатот. Па јас од овде, од ова место, им порачувам. Не морате еден да најдете. Дајте ги сите што ги пишавте на списокот, сите што правевте анкета за нив, сите нека излезат. А јас и народот заедно против нив. Доваѓавме пред 4 години. Очигледно дека тогаш не ни верувавте, мислевте дека и ние сме, како многуте претходно, што доаѓаат овде, кажуваат шарени приказни, си заминуваат и после 4 години пак доаѓаат. Што се случи со населбата Балканска, која што во парламентот има свој представник. Мојот клубски другар, јас ќе го кажам Трајче, не Трајчо, Трајче Димков. Значи, Трајче Димков, прославениот борачки јас, кој што Киро Манев го направи легенда, за боречкиот клуб Балканец има само 3 борби. И сега, со 3 борби тој стана легенда, па после тоа стана директор на затворот Билјана, што спомна дека ќе биде мал, па после тоа стана народен избраник, пратеник. Ако Трајче Димков малку држеше до тоа, до пременитоста на спортот со кој се занимаваше долги години, ќе станеше и ќе им помогнеше на дамите, своите колешки, без разлика дали се од другата страна, дали се политички противници. Немаше да дозволи да се случи тоа што се случи. Меѓутоа, и тој занеме под командата на Груевски и си седеше мирно со наведната глава, си седеше и гледаше како ги исправат луѓето од салата. Доаѓаат нови избори. Сега тој треба да излезе пред вас и да ви каже дека овие кавливи улици, ова светло што го имате како за лек, таму, па онаму, па кој знае каде, некаде нема. Водовод, канализација, дека 4 години поминаа. Што ќе кажат сега? Ќе ви кажам сега еден пример. Примерот е следен. Во Štip знаете дека голем дел на улиците се со коцка. Ајде сега вие сами проценете дали е тоа изводливо или не е изводливо. Гледате дека овде вашите улици сите не се плански. Меѓутоа, замислете дека тие улици, кои ќе се направат во Štip и кога коцката ќе се изводи, коцката нема да се фрле некаде, па некој да си однесе на вилата, туку ќе се донесе во овие ваши сокачиња, ако не друго, барем кал да не газе. Стално, секој избори барате да има водовод. Каде е водоводот? Каде е канализацијата? Каде е вработувањето? Што направија ВМРО ДПМН со градот Štip? Вие наоѓате мана што се направи за Балканска. Што се направи за Štip? Видите реката Отиње со 2.700.000 евра како изгледа. Прво беше проблем тоа што имало
подземни инсталации. После беше проблем друго, па трето, па каматата била мала, па голема. Помина скоро една година. До денот на изборите требаше барем 2 платформи да бидат направени. Вие што одите во градот, гледате што е направено. Ништо не е направено. Ајде сега ние да се договориме вака. Ние ова вечер овде не бараме вие да гласате за нас. Нема да ви донесеме брашно, нема да ви донесеме зејтин, нема да ви носиме по 500 денари за глас. Едноставно, еве, гледайте кои сме ние, дојдовме овде пред вас да ве погледнеме во очи и да ве прашаме дали уште ќе ја трпите оваа тиранија. Па ако не ја трпите оваа тиранија, дајте сите заедно да се кренеме и да го решиме овој случај. Трлат раци цело време, СДСМ нема да има дојде на избори. СДСМ нема да оди на избори, ама и вие нема да одите на избори. Немој да мислите дека ние ќе седиме дома, вие ќе си ги пуните кутиите и ќе напуните тамо кој треба да биде громадсан. Од ова место само едно ви ветувам. Ако дојде денот на избори, кога и да е, ако дојде денот на локални избори, јас сум сигурен дека вие овој пат многу длабоко ќе размислите за својата иднина. Вие сигурно не сте дошли овде да живеете од убаво. Секој од вас прикрпил по една куќичка, направил една иднина, ајде се измисли законот легализација по 1 евро, па кога одите таму не испаѓа по 1 евро, па после тоа ајде дворовите да се откупат, па ајде даноците да се зголемат, па ајде водата да се зголеми. До кога бе, другари, ке трпиме? Ајде кажете, нели е веќе доста да прекине ова тиранија? Нели е веќе доста? Јас знам дека некои од вас присутните овде. Сакам да ве поздравам. Може и малку да почекам. Да завршам, па ќе поздравам. Ајде. Значи, јас знам дека сите од вас не сте убедени во ова ние што го зборувам. Некои од вас си мислат, па и Здравко е еден од тие кои што доаѓа и само гледа да ја зграпчи фотелјата и после ќе заборави на нас. Па ајде да ве подсетам. Јас не сум бил многу некој си кој знае каков директор. Бев известно време во основното училиште Ванчо Преке. Бев година и пол во ЈПИ САД. Ако мислите дека за тој период сум направил нешто, дојдете со мене. Направено е. Ако мислите дека Социјалдемократскиот сојуз секој пат стои до народот, дека не мисли за своите фотели, еве ви пример. Можеа 42 пратеници да си седат удобно во пратеничките клупи, да си ја зимат редовно платата, не мораше да се тепат, да ги изфрлат како куфер на железничка станица, ќе си седеа, ќе си молчеа, како вашиот сограѓанин и мој клубски другар Трајче Димков, кој што сте го слушнали ли еднаш да зборува тамо во парламентот? Не, грешка сте, еднаш излезе. Ама Билена му стави капак на устата и не се појави дечка. Да, пошто не знаеше што да каже, кажуваше за фамилиарни односи, вакви онакви. Значи, утре ние организираме протестен конвој со возила во 11:30 пред собрание на општина Штип. Ве поканувам сите заедно. Кој има возило, нека дојде со возило, кој нема возило, нека дојде, ќе се снајдеме. Уште еднаш да покажеме зошто Социјалдемократскиот сојуз се бори.
дали е от страната на народот или е от страната на фотелите. Благодарам. Повеле, друже, кажи сега ти што да кажеш. Здраво на сите. Здравко, сакам да го поздравам. Јас никој пат не сум бил определен ни партиски, па партијата никој пат у живото ништо не е направил. Па за нас Балканска ништо не е направено. Имам многу голема предпоставка и знам дека е вреден Здравко за нас Балканска. Дали ќе бидат, дали ВМРО-ци, дали СДС, а као личност, го почитувам и знам дека за нас Балканска ќе се направи и ќе има поддршка Здравко од нас Балканска, мисля дека треба да има многу голема поддршка. Друго, народот сакам да го поделам и партиски да не се дели. Треба да ја гледаме реално за светлина. Дали е за ВМРО, дали е за СДС, не почитувам ништо. Јас го почитувам као личност и знам ќе има дека ќе има голема поддршка. Од нас од Балканска да се направи нешто, да се успее и да е реално да светлини. Благодарам на сите. Честни и за тоа